Појата Ципушева, но во стилот кој што го терате последните денови одбивте да ми дадете процедурално, не знам зашто упорно го правите тоа, дали сакате да испровоцирате паник кој настан како пред 2 дена, се надевам дека не ви е тоа целта. Ќе го искористам сега моето право на реплика без намера да продуцирам поголеми проблеми и недоразбирања. Иронијата во целава дискусија денеска, почитувани колеги пратеници, почитувани представници на медиумите, е тоа дека на листот за присуство на пратениците се подпишани само 20, нити 20 пратеници од парламентарното мнозинство. Во овој момент да ја запреме расправата и да побараме да се гласа за господинот Марко Зврлевски, колегите се само 20 луѓе присутни во салата. Затоа се обраќам до представниците на медиумите да знаат каква е оваа дебата, каков е овој настан кој што се случува денеска во Собранието на Република Македонија, кој покрај што не е доволна причина да ги држи пратениците во сала, веројатно се на друго место, не знам каде, секој за себе си одговара, е спротивен на закон, е спротивен на деловник, е спротивен на секоја здрава логика во Собранието. Повелете колешки, јавете се за збор. Вие сте во ред, вие сте добри што доаѓате на работа, не се однесува забелешката на вас. Значи, друга работа која што сакам да ја посечам е дека во постапка во Собранието на Република Македонија има повеќе од 15 точки предложени од опозицијата. Ниту една единствена точка предложена од опозицијата, почитувани представници на медиумите, досега не видела светло на денот во овој парламентарен дом во пленарната сала. Може да слушнете стотици оправдувања од процедурален карактер, но јас ќе ви кажам како еден од поискусните пратеници дека има стотици начини од процедурален аспект како барем една точка да дојдеше на дневен ред по барање на опозицијата. Тоа е одлука на господинот Талат Џафери, тоа е одлука на парламентарното тенко мнозинство од само 62 пратеници, кои што не покажуваат нити минимален осет, нити минимално чувство за тоа што значи парламентарна демократија. Од ден на ден, се повеќе овој парламент станува парламент исклучиво на 62 пратеници. Ова не е парламент на 120 пратеници. Заради тоа, мислам дека некој треба длабоко да размисли каде го носи овој брод. Благодарам. Благодарам и вам. Колегите пратеници и представниците на медиумите доволно се добро запознаени дека нема потреба воопшто да држите часови по деловник, посебно не мене. Јас само сакам да потенцирам факт дека вие држите седница на која што се присутни повеќе представници на медиумите отколку представници на парламентарното мнозинство. Тоа е политички проблем, не е процедурален проблем. Јас во ниту еден момент не се повикав на член од деловникот. Го знам деловникот од својот прв член. Во тој случај, немате право ако да не се повлекувате повикувате на во деловникот, во дискусија. тој случај немате ни право на процедурално, како што знаеш. Немате право вие да ми реплицирате на мои реплики, господине Талат Џафери. Ако не се повикувате, должни сте, во ред. Емоциите малце зачувајте си ги, молам, воздржете се. Апсолутно. Воздржете се малкуцка. Полека, нема потреба од нервоза. Политички е проблемот. Сакате да изигравате семоќни со тенко мнозинство од 62, а во моментов сте 20 во сала. И саат време да ви оставиме за да се соберете повеќе, ќе соберете уште 5 души повеќе, заради тоа што другите не ви се тук. Во моментов има повеќе од 60 луѓе во салата, во моментов има повеќе од 60 луѓе од салата, ајде по правилата, не ми го објаснувајте деловникот, го знам. Ајде по правилата на поединечно гласање, дадете наредба во моментот кој е во сала тој да гласа, да се повлечеме од дискусија и да го видиме резултатот на гласање, ама нема да го прифатите тој предизвик. Нема да го прифатите тој предизвик. Ке ми читате 72 членови од деловникот заради тоа што сте во тешка позиција и вие ставен. Пред вас има 5-16 пратеници од СДС и само 20 пратеници од ДУИ. Кај се другите 7 пратеници од ДУИ, господине Талат Џафери? Нели е толку клучна оваа точка за да Собранието работи и во средина на август противно на деловникот? Кај се другите 7 пратеници на ДУИ? Кај се другите 30 пратеници на Социјалдемократскиот сојуз?
Затоа ве молам, не го доведувате собранието во оваа ситуација. Јас апелирам до вас. Ве почитувам како долгогодишен колега и како одличен координатор на пратеничка група предходно. Сме имали добра комуникација и имаме добра комуникација. Затоа апелирам пред се да го почитувате членот 8а од изборниот законник кој што јас и вие сме го подпишали и кој што го почитувале сите институции досега. Второ, да не го доведувате собранието во ваква ситуација на рап на инциденти, кога самото собрание, вие можете да видите во моментов нема капацитет да спроведува политики заради тоа што дел од пратениците имаат некои други приоритети. Затоа, како поискусен од мене и како повозрасен, навистина ве замолувам да размислите каде ја водите целата оваа работа.